споменуваме со Цецет дека вистина Ана Каренина не враќа на некои убави средношколски денови, на некој начин и да се вратиме секој пат на овие, јас би рекол, класици, никогаш доста. Вистина, можеби станува збор за еден од најубавите семејни романи кои што воопшто книжевниот свет го добива од фантастичниот руски писател Толстој, па така што драго не што утрово можеме да го прокоментираме за поставување на овој концепт, конкретно со нашиот режисер Ѓорги Ризевски, поврзувајќи ги Ана Каренина и оваа детска представа. Всушност, меѓу другото, јас и ти кажавме дека во Баку ќе носи еден фин културен контекст, па тоа и ќе го коментираме утринава покрај Чаплин. Секако да. Две нови представи за кои што сакаме малку повеќе да ви раскажеме, од кои што едната изведена во Баку, Азербејџан, и тоа не на било кој ден, туку на 27 март, кој што е во светот прогласен за денот на театарот. Ѓорги, добро утро, вака рано по Сабајле. Добро, Ѓорги. Поздрав од нашето утринско студио. Добро утро. Се надевам дека сум со вас. Се надевам дека ќе ни биде се во ред со комуникацијата и со видеото. Прво да упатиме честитки за овие две нови представи кои што се секако твое режисерско дело. Ќе почнеме можеби со Ана Каренина, за која што веќе јас и Марко си коментиравме, споделуваме какви емоции не врзуваат токму со ова едно безвременско дело и верувам дека е посебно доживување и привилегија за автор како тебе да се постави оваа приказна не само во театарскиот свет, туку и многу подалеку од тој свет во Македонија, тоа е секако сцената во Баку. Ќе ни кажеш прво како се случи Ана Каренина, а потоа како се случи истата да биде на таа сцена во театарот Хейдар Алиев во Баку, Азербејџан. Да, пред се е огромна чест, како што рековте, да се работи дело како Ана Каренина, бидејќи изобилува со толку многу материјал кој од секогаш е, како да речам, значаен за нас, за луѓето и може многу длабоко да се навлези, особено често како уметник, како режисер да се работи тој текст, бидејќи предизвикува пред се и носи теми кои се вечни секако. Соработката ми е многу значајна, бидејќи пред се тоа е еден театар кој собира 2000 луѓе. 2000 луѓе беа присутни на премиерата и имаме втора соработка со нив. Соработката се случи на база на тоа дека на нив им беше потребен квалитет кој може да им донесе такви представи на ниво кој подоцна со нив они ќе бидат горди и може да ги представуваат на публиката. Како што кажав, ова ми е втора соработка со нив, веќе првата е работа портретот на Дориан Греј од Оскар Вајлд, кој е едно исто така многу уникатно и значајно дело. Уникатно го поставивме, веќе 3 пати се изигра представата распродадена, се игра и 4ти пат наскоро. Ана Каренина имаше премиера секако преполна и прекрасни печатоци, коментарите беа прекрасни, во иднина што следува со представата ќе видиме, али секако направивме продукт на кој сме многу горди и јас сум многу благодарен за сега. Да, вистина, Ѓорги, ова е роман кој што убаво го отсликува руското општество во 19-тиот век, баш така евоцираме спомени со Цеце. И кога споменав за ваков културен контекст да се постави всушност ваква руска интимна приказна пред други граѓани и заедница од друг културен код, препоставам дека ваква интимна руска приказна, класика, беше интересно да се постави токму на сцената во Баку. Дефинитивно, за мене е многу сум благодарен кога работаме надвор од нашите граници, се почесто и почесто. И сепак на крајот театарот е универзален. Театарот е за сите и за секаде. Јас сакам да работам теми кои буквално секој човек може да се препознае во нив. Ана Каренина, како што кажав, носи вечни теми и ние особено се фокусиравме на една тема која е според мене многу битна во денешницата. Да. Се фокусиравме на темата на патувањето на душата на Ана Каренина и се што она поминала во нејзиниот живот како од гледна точка на една ретроспектива на тоа што она го поминала и
За тоа дека всушност многу е битно нели сите одлуки и сите работи кои ги правиме во животот како влијаат на душата. И на крајот од денот ова беше представа за патот на душата, би рекол, особено во денешница, во ова модерно време битно, бидејќи се повеќе некако сметам дека се повеќе луѓето се им е важно надворешниот дел од како да речам, надворешниот свет, надворешност, а не се бават толку со внатрешниот во себе, со духот и со душата. Така да ова беше, затоа викаме, веламе на представа за патувањето на душата, и за тоа што Ана Каренина поминала и како се рефлектира тоа на крајот од нејзиниот живот. Да, вело дека просторот Хейдар Алиев во Баку, тоа баш читам дека е особено импозантна архитектура. Претпоставам дека можеби тоа влијаеше особено да го представиш ова дело на убав начин на оваа сцена. Да, дефинитивно тоа е најголемата сцена, не само на која што сум работел, туку и која што сум ја видел, буквално за да може да се соберат 2000 луѓе во сала, секако дека сцената треба да е не само многу длабока, но многу широка и дефинитивно еден предизвик да се работи во таков простор, но како да кажам, дела како портретот на Дориан Греј и Ана Каренина, кога ги поставуваш на таков простор, едноставно само ти нудат повеќе можности и буквално јас се искористив тоа можност да на некој начин ја покажам, да ја покажам представата на начин на кој што тоа го става. Да, и сето тоа да изгледа фасцинантно, Ѓорги. Ке има ли Ана Каренина следни изведби? Каков е планот и конкретно за тој дел од светот? Да, дефинитивно се надеваме дека Ана Каренина ќе има и повеќе од 100 изведби. Тоа секогаш е мојата цел. Како да кажам, немаме бројка до каде ќе оди представата, но интересот моментално е преголем таму. Како и за претходната представа, на некој начин оваа представа е нешто плюс, нешто на кое што градиме заедно со тој театар и тој продуцент, таа актерска екипа таму. И ова е едноставно, моментално е нешто што е многу зборено таму, се бара карта повеќе, иако, пак ќе кажам, толку многу луѓе собирано, верувајте, не е, и да беше многу повеќе бројката, сепак салата ќе се наполнеше и моментално и интересот е толку преголем што немам грам сомнеш дека уште многу изведби не чекаат во иднина и се надевам на гостување на представата секако во други држави. Да го прошета светот, зошто да не? Културата секогаш е таа која што може да не однесе многу далеку и апсолутно да биде нешто што сите можат да го почитуваат подеднакво без разлика нели на јазикот на кој што се говори. Сега зборувајќи за легендарни ликови, Ѓорги, ако Ана Каренина е можеби нели да речам дел за возрастните, ако така можам да се изразам, паралелата ќе ја направам со Чаплин, кој што го нудиш на детската публика, но уште еден лик кој што остава длабоки траги и длабок печат кај многу генерации. Не знам сега колку овие новиве од како да ги наречеме дигиталната, бидејќи тие се навикнати на дигитална комуникација. Да. Ако се сеќаш добро, можеби Ѓорги ќе се сети сигурно дека во некои дамнешни времиња кога бевме ние, Телма телевизија баш го имитуваше Чаплин. Па тоа сакам да кажам, значи ние кога сме биле деца ги паметиме тие времиња на Чаплин. И ги уживавме тие. И верувам да дека овие понови генерации не се толку можеби многу запознаени со ликот и делото, но убаво е кога имаме можност преку ваква една театарска представа да го доближиме неговото богато портфолио, би рекла, или што се тоа има направено на најдобар начин. Како се случи, Ѓорги, Чаплин толкому да биде твојата инспирација за една детска представа која што исто така неодамна беше поставена овој пат на сцената во Охридскиот народен театар? Бидејќи ретко некој кој што денеска вистина ќе се повика на ликот на Чаплин. Представата е за деца, но јас би рекол и за младенци, и за мене, и за вас. Представата е прекрасна да се погледне, јас сум многу горд на неа, но се случи кога работев на мојот работен простор,
а моите деца зад мене се кикотеа на најсилно што можат и јас се вртам и викам што е работа, што се случува. И ствари гледам дека не знам како, они на телевизија гледаат Чаплин со дедо им. А тоа беше многу интересно, бидејќи исто така кога заврши епизодата, они беа разочарани пошто нема повеќе, па подоцна им пуштив на YouTube и омилено нешто им стана на нив да гледаат Чаплин. А секако тоа е не треба да зборувам за кој е Чаплин, тоа е една легенда, но интересното беше што Сакаш да кажеш дека можеби инспирацијата за вакво дело доаѓа токму од твоите деца? Да, точно, они тогаш беа, кога започнав да го работам, 4 години и 2 години има. 5 години и 2 години, сега, нели, 5 и 3. Така да поентата ми е дека како кај нив се разви таа желба да го гледаат Чаплин, тоа е многу интересно. И подоцна им стана омилено нешто, секогаш вика пушти го Чаплин да го гледам. А јас буквално се пуштив во тој процес на создавање, проучив све за него, нели, се што сум знаел, но тоа не е доволно кога треба да се работи. Така да овој авторски проект што е многу значено и битно во Народниот театар Охрид, ова не е текст кој ова не е представа за која постои текст и може лесно да се повикаме на него. Ова е авторски проект создаден од нула, буквално од идеја. И тоа е многу интересно во него, а се случи така да јас велам буквално може на крајот да секој да го погледам, бидејќи правим овој за Чаплин, така да тоа е тоа. Јасно, и апропо можеби за кревкоста или генијалноста на немите филмови, како што тој некако сосема ги обликуваше и секој пат оставаше простор како да се ужива во едноставноста, тишината, па и самиот гест. И вистина дека не ти треба некој пат вистина, нели, јазик вербален за да ја разбереш душата на човек или нели да влезеш доволно во очите на човекот да ја сватиш суштината и длабочината на едно човечко битисување. Претпоставам дека тоа особено може да биде предизвик за децата кои што растат и комуницираат во дигиталниот свет. Дефинитивно да, ние токму со тоа се бавевме, направивме ретроспектива од како Чаплин, на некој начин како Чаплин кога би дошол во овој денешен свет, затоа представата се вика Чаплин во црно-белиот свет. Кога би дошол во овој свет, што би направил и како би се однесувал, и што би променил за да ја врати задома на некој начин порано. Супер, Ѓорги, аплаудираме вистина од се срце. Минутите ни се ептен при крај, така што ќе заблагодариме и ќе те чекаме во студиото на Телма телевизија. Има секој пат со тебе и баш така маратонски разговори кои што би сакале да ги водиме. Честитки уште еднаш упатуваме од целата редакција. Поздрав голем и благодарам. Благодариме, беше тоа Ѓорги Ризевски со најновите негови театарски дела, од кои што споменавме за Чаплин, целосно авторско ново дело кое што е на сцената на Охридскиот народен театар, па топла препорака да појдете не само децата, туку тој рече и младинци и возрастни да уживате во Чаплин во црно-белиот свет.